Министре, дојдов до едни податоци дека минатата година биле потрошени околу 26 милиони денари во однос на хотелски сместувања, патувања во странство и ресторански услуги. Може ли да ми кажете, со оглед на тоа дека еве во моментов се наоѓаме во ресторанот во клубот на пратеници, исто така знаеме дека има ресторани во владата и во собранието и во домот на армијата, а од друга страна се споменуваат луксузни имиња и ресторани за кои што се трошени голема сума на пари. А вие како министер кој што ќе ја спречи корупцијата, каков е вашиот став по однос на ова и како планирате да го спречите и понатаму ова да се случува? Добро, треба да направиме длабинска анализа на сите трошења, на сите активности, на сето она што функционерите, министрите, директорите сега и во пракса досега навистина не беше регулирано, мора да биде систематизирано, мора да ги поставиме правилата, мора да изградиме систем кој што ќе биде преточен во правни правила, акт и норми кои што ќе ги лимитираат износите, можностите да се знае кој министер, кој функционер, што е тоа што го следува, што е тоа што е неопходно, како и ние и јас што можам да ги користам еве можностите кои што ни ги нуди службата за општи заеднички работи, така ги повикувам и сите да ги користат државните ресурси кои што веќе ги имаме, да не се користат хотели и други услуги кои можеме и тука да ја завршиме активноста и да се оствари целта за многу пониски трошоци, бидејќи тоа веќе го имаме. Така да во план е да ги направиме сите анализи и да навистина после тоа излеземе со конкретен предлог кој што ќе биде преточен во правни норми, во правила, во насоки, што е тоа што е дозволено, во кои лимити и што е она што можеме да си го дозволиме во текот на својата работа. Заради тоа што еве сите податоци говорат за едномни трошења кои што ги имавме, особено и во претходните периоди. Значи јас сум еден од тие кои што имаат поднесено и кривични пријави за министри претходници, кои што не само за суштинските работи трошеле пари, ваделе пари кеш од картичка. Илјадници евра се вадени